Илон Маск соопшти дека е формирана новата политичка партија за која се закануваше дека ќе ја основа еден ден откако претседателот Доналд Трамп потпиша закон за намалување на даноците и трошењето, што милијардерот, извршен директор на Тесла АНК го осуди. Маск го објави ова на својата социјална мрежа X, откако ги објави резултатите од анкетата на платформата, за која рече дека покажува дека 65% од испитаниците се за создавање американска партија. Сакате нова политичка партија? Ќе ја имате, рече тој во саботата. Денес, американската партија е формирана за да ви ја врати слободата. Маск, најбогатиот човек во светот, не даде детали. Тој ја изнесе идејата додека Конгресот се подготвуваше да го усвои буџетскиот пакет на Трамп, со кој ќе се стави крај на популарниот даночен кредит за потрошувачи од $7.500 за купување електрични возила оваа година. Тоа следеше по заминувањето на Маск од администрацијата во жестока расправија со Трамп, што ја заврши неговата улога како раководител на иницијативата на одделот за владина ефикасност за намалување на федералните трошоци. 2 недели секое лето, централниот терен на Вимблдон е местото каде што навивачите можат да ги гледаат најдобрите играчи во светот на најпрестижниот тениски турнир. За оние со најскапи билети, кои се издаваат на 5-годишен рок, подобро е да не дојдат. Седиштето на централниот терен стана толку профитабилно што многумина ги третираат билетите како средства што може да се тргуваат. Седиштата на главниот терен за сезоната 2026 до 2030 веќе се продаваат за повеќе од 200.000 фунти, $275.300 американски долари, која ќе се вклучи и последната рата, што е профит од околу 75%. Купувачите се главно американци, меѓу кои побарувачката е зголемена, според податоците на Белгейт Капитал. Билетите беа во продажба минатата година за 116.000 фунти, а така наречените обврзници за седишта, кои се издаваат под закуп на 5 години, гарантираат пристап до VIP салони и ресторани. Ова е единствениот вид билет за Вимблдон што може да се препродаде, а се повеќе луѓе купуваат билети како инвестиција. Експлозијата на ѕвезда супернова е исклучително насилен настан кој обично вклучува ѕвезда со маса поголема од 8 пати поголема од нашето сонце, која го исцрпува своето нуклеарно гориво и доживува колапс на јадрото, предизвикувајќи една моќна експлозија. Но, поредкиот тип на супернова вклучува различен тип на ѕвезда, наречена бело џуџе, и двојна експлозија. Научниците за прв пат добија фотографски докази за овој тип на супернова, користејќи го многу големиот телескоп на Европската јужна обсерваторија во Чиле. На едно од поголемите градилишта во Џинан, административен центар на провинцијата Шандонг, беше инсталирана импресивна надувна купола висока околу 50 метри и со вкупна површина од речиси 20.000 квадратни метри. Куполата, направена од лесен, но издржлив материјал и поддржана со постојан воздух под притисок, има за цел значително да го намали ширењето на прав и натрупувањето на бучава, два критични проблеми при урбана изградба. Оваа структура не само што ги запира честичките прашина во самата зона на градба, туку истовремено делува и како звучна бариера, апсорбирајќи ја бучавата од тешката механизација. Резултатот е мирни улици и почист воздух за околните населби и јавни простори.